Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добре дојдовте во епизода 4. Денеска ќе зборуваме за една многу битна работа, односно за главниот поим liquidity. А како негови потточки за buy side liquidity и sell side liquidity. Што не значува liquidity? Ова може да се ја запишувате. Liquidity или ликвидност е местото каде што цената се придвижува да ги собере стоповите на отворените позиции. Кратко и јасно. Второ, многу битно, маркетот никогаш не се движи случајно. Бидејќи затоа и постои таа ликвидност, за цената да може да се придвижи кон ликвидноста. Со други зборови, големите институции и големите играчи на маркетот имаат потреба од формирање на ликвидност за да можат да влезат во своите големи позиции. Таа ликвидност најчесто се најдува на некој од хајовите или под лововите. Тука се наоѓаат стоповите на трейдерите. И токму затоа маркетот често прави свип на highs или свип на lows. Како што рековме, местото каде што има најмногу pending ордери или стоп ордери се нарекува ликвидност. Овие места се интересни за институциите бидејќи таму има доволно обем или доволно пари да се исполнат нивните позиции и да им дај буквално наречено гориво за да ги придвижуваат позициите во насоката која што си ја замислиле. Најчестите места, ова се местата каде што има најмногу ликвидност. Бидејќи ритейл трейдерите секогаш ги ставаат нивните стопови токму на овие места. И маркетот секогаш се придвижува само да ги собере тие позиции, односно да собере ликвидност, па да продолжи да се движи во својата правилна насока. Да разговараме кратко за buy side liquidity. Buy side liquidity или BSL, често ќе се сретнете со таа кратенка, бидејќи малце подолг е терминот за изговарање, вака полесно да се снајдувате, бидејќи сите го користат овој термин, односно кратенката BSL. Buy side liquidity се наоѓа над highs, односно над врвовите. Тука се наоѓаат стоповите, односно стоп лосовите на веќе отворените сел позиции. Например, само малце да направиме место, да биде све читко и јасно. Да речеме дека
маркетот ни формирал моментум нагоре, pullback, обид, double top. Овде имаме еднакви врвови, односно место каде што се наоѓаат стоп лосовите на баерите. Бидејќи оваа страна е buy side liquidity. Што знае често да направи маркетот кога имаме формирана ликвидност? Не секогаш во истата трейдинг сесија или во истиот ден или во истиот пола сат или во истиот сат, небитно, но маркетот кога тогаш се враќа. Тргнува да ги собере стоповите, дава лажно движење дека ќе оди нагоре, односно манипулација. Откако ќе собери ликвидност, добива гориво или така наречено reversal. Проложи во својата правилна насока. Но што се случило? Ова се случува секогаш кога имаме smart money setup. Имаме liquidity sweep и испалување на цената во правилната насока. Доколку зборуваме за sell side liquidity, sell side liquidity или скратено SSL, на ова место се наоѓаат стоповите, односно стоп лосовите на веќе отворени buy позиции. И тие секогаш се наоѓаат испод дната. Например, обратно од buy side liquidity, кога имаме надолно движење, pullback, обид за breakout нема, се формира double bottom или еднакви днуа. На овај влез, односно ова е местото каде што се наоѓаат, стоп лосовите на овде малце го сгрешивме, ќе преправиме. Стоп лосовите на баерите, овде горе ни е на селерите. Добро. Што прави цената? Кога тогаш се враќа, ги собира стоп лосовите, добива гориво, односно више собрала ликвидност и продолжува во својата правилна насока. Добро. Маркетот ова го прави бидејќи големите институции не можат да влезат во позиција од $1,000,000 доколку немаат ликвидити. Затоа секогаш прво го носат маркетот до места каде има стопови, ги активираат тие стопови, добиваат ликвидити и потоа дури се случува вистинското движење. Затоа често ќе гледаме и често гледаме веќе fake breakout, односно лажен breakout, liquidity grab, тоа е више собирање на ликвидити, и stop hunt. Но всушност тоа е само дел од нормалната структура на маркетот. Како може да го искористиме ние ова во наша полза? Како трейдери не треба да бидеме ликвидност за маркетот.
треба да научиме каде се наоѓа ликвидити, како што веќе спомнавме, ова се најчестата места каде што може да се најде ликвидити, и како да го искористиме тој ликвидити во наша полза. Например, ситуација каде што маркетот зема sell side liquidity, прави свип под некое дно, потоа продолжува buy моментум. Ситуација втора, маркетот прави move да собере buy side liquidity и потоа влегуваат во sell позиции за да ја придвижат цената таму каде што треба да оди. Ова често се комбинира со market structure. Ајде да ги запишеме и нив. Ликвидноста, односно вака. Собирање на ликвидност од одреден high или low buy side liquidity и на долната страна sell side liquidity. Што се случува? Имаме движење на маркетот и ни остава ликвидност. Супер. Имаме pullback и собирање на таа ликвидност, истиот тој левел е истестиран. Овде се случува smart money setup, каде што големите сили после собирање на ликвидност, односно стоповите, го придвижуваат маркетот во правилната насока со цел собирање на sell side liquidity. Што се случува понатака? Имаме buy side liquidity собран, придвижување на маркетот кон sell side liquidity исто така собран, и можеме да заприметиме придвижување на маркетот во контрапозиција, односно контранасока. Тоа е она што го разговаравме. Цената секогаш се придвижува од ликвидити кон ликвидити. Мислам дека тоа е тоа за оваа епизода. Ви посакувам успешна работна недела и се гледаме во наредната лекција. Поздрав!